Денес имав средба со представниците на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, на која што разговаравме за ефектите од досегашните мерки, за идните мерки, како и за нивните барања и предлози, а се со единствена цел да им се подобри и олесни живот на овие лица. Грижата за лицата со попреченост секогаш била високо на листата на приоритети на владите предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во изминатите 7 години креиравме низа на мерки за подобрување на состојбата на лицата со попреченост и остварување на нивните права во сите сфери на општеството. Еден од клучните документи, за кој што и во детали разговаравме на состанокот, е Националната стратегија за деинституционализација во Република Северна Македонија од 2018 до 2027 година, која што 70% е реализирана и со чија помош нема повеќе деца до 18 години сместени во институции, додека за возрастните досега 300 лица со попреченост се преселени во 54 стамбени единици. Го зголемивме исто така и бројот на лиценцирани даватели на социјални услуги и сега имаме 118 даватели на услуги на ниво на државата. Со новиот закон за социјална заштита од 2019 година, правото за попреченост се прошири и за лицата со интелектуална попреченост, додека додатокот за надоместок за плата за скратено работно време за родител кој чува дете со попреченост се зголеми за 50% од просечната нето плата без разлика на возраста на децата. Тоа представува значително зголемување, бидејќи не само што е зголемен процентот, туку е зголемена и просечната плата на ниво на државата. За прв пат ја воведовме услугата лична асистенција за лица со потешка или најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица, која се прошири и за лицата со комбинирана попреченост. Се воведи услугата помош и нега во домот за деца и лица со интелектуална попреченост или стари лица со намалена функционалност. И во време на криза, како што никој не беше оставен сам, не беа оставени ни лицата со попреченост и оваа категорија на граѓани не беше заборавена, дури напротив, тие беа врвен приоритет во делот на справувањето со кризата. Во 9-тиот пакет на антикризни мерки по 2000 денари месечно во период од 5 месеци се обезбедија за граѓаните корисници на право за попреченост и родителите на деца со попреченост кои користат посебен додаток. Во делот на образованието сите посебни училишта се трансформирани во основни училишта со ресурсен центар, додека посебните паралелки 23 на број во центри за поддршка, при што бројот на запишани деца со попреченост во редовните основни училишта и во центрите за поддршка во рамки на редовните училишта е зголемен, и тоа на 2108 запишани ученици, за разлика од претходно, кога беа 365 деца запишани со попреченост. За 15% се зголеми и висината на посебниот додаток, се намали возрастната граница за користење на правото за траен надоместок за родителите, кои чувале дете со попреченост без да го сместат во институција, од 64 на 62 години за мажите и од 62 на 60 години за жените, а се обезбеди и вклучување на деца и лица со комбинирани пречки во услугите за лична асистенција. Со согласувањето на трошоците за живот, правата од гарантирана минимална помош за сите лица со попреченост од различни категории, вие знаете дека владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги зголемија за речиси 300%, само минатата година беа зголемени за 14,2% оваа финансиска помош која што ја добиваат овие лица. Нашата цел беше и поголемо вклучување на лицата со попреченост на пазарот на трудот. Досега се реализирани вработување на 13.442 лица со попреченост во јавен и во државен сектор и 387 регистрирани трговци поединци. И ова се само дел од досегашните преземени мерки. Нашата грижа за лицата со попреченост продолжува и со мерките од новата програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во која покрај зголемените износи на парични права, ќе продолжиме да работиме и на развој на социјални услуги кои ќе овозможат целосна инклузија на лицата, започнувајќи најпрвен и најважно од образовниот процес. Ќе овозможиме континуирана поддршка на ученици со попреченост во основно и во средно образование, како и доволен број на стручен кадар за помош и поддршка на учениците со попреченост. Вие веќе знаете дека досега ангажиравме 720 лични асистенти за ученици со попреченост во училиштата широм државата. За 30% ќе се зголемат правата од социјална и детска заштита, за 35% ќе се зголеми финансиската поддршка на националните и инвалидските организации до 2028 година. Ќе формираме нови 8 регионални рехабилитациони центри за деца и лица со аутизам
интелектуална попреченост и слични развојни нарушувања. Економското зајакнување на лицата со попреченост и активација на пазарот на труд ќе остане врвен приоритет и јас сум сигурен дека бројката на веќе вработените ќе продолжи да расте. Исто така планираме нов закон за социјално претприемништво, кој ќе овозможи поддршка за развој на социјални претпријатија кои ангажираат лица со попреченост. Исто така ќе се направи и ослободување од царински давачки за суплементи кои се користат за лица со попреченост и лица со ретки болести. Ова се дел од мерките кои се предвидени во нашата нова програма за следните 4 години, затоа што граѓаните од ранливите категории на граѓани, особено лицата со попреченост, се високо на агендата на нашата партија, високо на агендата на нашите приоритети и навистина заслужуваат и имаат право да бидат активни членители во општеството, право на личен избор, кога, каде, како ќе се движат и имаат право на самоопределување, самопочит и достоинство. Ние секогаш сме им стоеле на располагање, им стоиме на располагање. Ова е денеска не само посета, навистина е состанок на кој што разговараме за отворените прашања. Јас сега давам изјави, повторно ќе се вратам на состанокот кој што ќе трае многу подолго од оние состаноци обично кои што се за посета на различни организации од сферите на општеството. Ви благодарам и благодарам на домаќинот председател на Сојузот.